Здраво на сите, на време сте. Леле, Ема, што има во садов? Ова е моето рибче Шарче. Многу е убавко. Ти, Кеј, дојди да го видиш. Рибчето на Ема, Шарче. Риба! Много е сладко. Ясно ми е. Го крсти Шарче. Видейки има 3 шарки. 1, 2, 3 вертикални шарки. Вертикални? Бидејќи се простираат одгоре надолу. Камо да можев и јас да пливам како што плива рибчето. Убавко е. Шарче е тажен. Навистина изгледа тажно. Што ти е, малечко? Обично е поразиграно. Па, да го изнесеме надвор за да си играме. Не смееме да го изнесуваме од садот. Рибите мора да бидат во вода. Не грижи се, Ема, ќе го расположиме некако. Ви благодарам. Навистина сте ми најдобри другари. Да, тоа е тоа. На Шарче му треба другарче. Слушна, Шарче, сакаш другарче за да си играте? Изгледа дека ни предстои мисија. А знаете што значи тоа? Време е да избереме планета. Која планета? Која планета? Која планета? Која планета? Која планета? Контрола на мисии? Здраво на сите! Како можам да ви помогнам денес? Сакаме да му најдеме другар на Шарче. Навистина одлична мисија. Да видиме каде може да појдете. Кружењето на планетите трае и трае, која ќе запре кој да знае. Ням, ВГ планетата. Ќе му најдеме другарче на Шарче на ВГ планетата? Не. Ќе најдеме риби на планетата за топки? Не. Не на планетата за топки. Па, дали ќе најдеме риби на океанската планета? Да, на океанската планета. Одличен избор за наоѓање рибче другарче за Шарче. Спремете се за одбројување! Побрзајте, луѓе, секој на своето место и врзете ги појасите. Десет! 9! 8! 7! 6, 5! 4! 3, 2, 1! Следна дестинација океанската планета. Кит! Прекрасен е! Може би тој ќе му биде добар другар на Шарче? Мислам дека китот е преголем за да го собере во садот на Шарче. Ни треба риба голема колку него. Ајде, друштво, да најдеме другарче за Шарче. Воу! Воу! Добро, да се фатиме за работа. Дојди, рибче, рибче, рибче. Воу! Овие се риби? Немаат крилшки ни шарки, не се виткати, немаат перки. Имаат цврсти оклопи и огромни канџи како клешти. Воопшто не личат на риби.
вечност дури да го пребараме цел океан за да најдеме мало рибче. Тикеј, ни треба нешто што ќе ни помогне во потрагата. Нешто со што ќе гледаме многу далеку. Лупа? Не? Очила? Не е. Да, телескопот е токму тоа што ни треба. Вау, се изгледа многу поблиску. Помош! О не, Орбит се заглави во морската трева. Држи се, Орбит! Ќе те извлечеме! Не паничи. Помош! Не треба нешто за сечење морска трева. Оу, знам дека тука некаде има малатка за тоа. Еј, крабата ќе му помогне на Орбит. А? Еј, растението е со иста боја како шарче. Всушност, ги има истите шарки како шарче. Орбит, најде другарчиња за шарче. Да, Гледајте, сите риби имаат една, две, три шарки. Исто како шарче. на Ема и текна нешто. Да видиме што ќе направи со шарче. Шарче! Мислам дека ќе биде посреќен ако остане тука каде што ќе има многу другарчиња. И ова значи дека мисијата е завршена. Контрола за мисии? Да, Роб, се вративте и што научивте на мисијата? Па, рипчето шарче на Ема не беше срекно и отидовме на мисија за да му најдеме другарче. Требаше да најдеме место каде што живеат риби, па океанската планета се покажа како соодветно место. Таму живеат безброј различни и чудни суштества. Едни беа огромни, а други многу чудни и малку страшни. Научивме дека со телескоп полесно се гледаат нешта кои се наоѓаат далеку. Исто така дознавме колку е забавно кога се стекнуваат нови пријатели, дури и кога изгледаат поинаку од нас. Крабите навистина многу ни помогнаа. Потоа најдовме растение со исти шари како тие на шарче. Во растението имаше безброј риби, кои беа исти како шарче. А Ема одлучи дека шарче ќе биде посреќен ако остане да живее со новите другарчиња. Браво, Роб! Успешна мисија! Време е да си одиме дома. 5, 4, 3, 2, 1!
Довидување, океанска плането.